Политичката гола битка е на политичарите и ја оставаме таму. Немаме намера да се пресметуваме со нив, но работничката борба за зголемување на работничките плати и чиста работничка борба и секој кој се обидува да ја исполитизира ќе најде на отпор. Треба да се зголемат платите согласно профитот на газдите. Газдите кај нас земаат енормни плати. И подаваме рака на владата таа да заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија одлучи да се зголеми минималната плата онолку колку што бараат работниците, а на тоа работодавачите да си ги плаќаат придонеста за задолжително социјално осигурување на таков начин. Македонските владеачи, тие секогаш се ориентираат на страната на посилниот. Значи секогаш. Тука не важи било каков морал, било каков принцип. Ова цврсто газење на американската дипломатија, мислам дека нема да застане тука, дека тој договор за минерали ќе биде потпишан. Дали е на сцена нов светски поредок САД, Русија, Кина, со исклучена Европа? Мислам дека Европа не може да се занемри во толкова мера да нема никаков глас во тој светски поредок. Во Македонија во моментот имаме високо ниво на национализам кој е маскиран као патриотизам. Многу ефтино е некој националист да кажува за себе дека е патриот, а при тоа да мрази сопствени земјаци. Два настани веројатно ја одбележаа оваа работна недела. На глобално ниво, ЕУ самит за Украина, план за вооружување на Европа. Дали зборовите ќе се преточат во дела? На домашен план, минимална плата, лакмус тест за социјална правда и достоинствен живот. Ова издание на Тренинг гостин е професор доктор Здравко Сајовски од Институтот за општествени и хуманистички науки. Добре дојдете во емисијата, професоре. Добре, најдов, да. На почеток руско-украинскиот воен конфликт ги зоврива односите САД Европска унија. Трамп веќе воведе царини кон неколку земји. Гледате можност за сопирање на војниот конфликт во ваква констелација на заострени односи САД Европа и непопустливост на Русија кон Украина? Таа војна мораше да заврши во 2022, не требаше ниту да почне. Требаше да се вложат мировни напори за спречување на таа војна, а кога веќе почна, требаше веднаш да се притиснат двете страни да стават крај на таа војна. Она што се случи во реалноста е хушкашите на војната го доминираја дискурсот и беше секој обид за постигнување мир во таа војна осуден како русофилија. За поздравување се сите обиди за ставање крај на таа војна и добро е што конечно во минатата година, а и ова година, почна да се легитимира дискурсот за мир. Нешто што кажува колку е пореметена глобалната политика. Да зборувате за војни и да потпалувате војни, одеднаш испаѓа дека е мејнстрим, а да се зборува за мир, нешто што не доликува на вистински политичари. Професоре, кои се хушкачите и на кого му одговара овој конфликт? Оваа војна, за жал, историски гледано ќе има големи консеквенции, бидејќи таа војна се случува 5 години, тоа е 7 години после Парискиот договор за климата, каде што требаше целото човештво и неговите лидери да отпочнат промени во економијата и во начинот на живење и во начинот на водење на политика, кој ќе доведи, ќе ублажи барем климатската криза. Она што се беше искористена во украинската војна е секој за себе да си црпи дополнително фосилни горива и сето тоа да биде да го фрли во втор план секое делување во врска со главната екзистенцијална опасност на човештвото. Така што затоа ова војна мора да се надмине. Имаме случаи дури каде што партии на зелените ја распалуваја војната. Тоа беше во крајна линија распалувањето на војната се темелеше врз една предпоставка дека врз основа на санкциите кои ќе бидат удрени на Русија, Русија ќе биде исфрлена од првата лига на големи сили,
Она што се виде во реалноста е дека тој план не успеа и во контекст на тоа дека тој план не успеа, новата американска власт, начело со Трамп, реши да прекине со дополнителното заглавување, а не дека нешто посебно се мировно настроени. Хенри Кисинџер, да се биде непријател на САД е опасно, но да се биде пријател е катастрофално. Тоа е многу жално и за жал многу често се покажува дека е доста точно. И за жал, она што мене особено ми е жал за народот во Украина, значи може да го види тоа на сопствена кожа. Значи, нивната земја е уништена, многу луѓе го загубија животот, оние што не го загубија животот се осакатени или имаат загинато свој пријател, роднина, така што доста се траумите и слично. Значи, као и секоја војна, и затоа мора да се запри секоја војна и да не им се дозволи на центрите на моќ да ги хушкаат луѓето во војна. Она што исто така се покажа на терен во Украина е дека националистите, од што ја сакаат сопствената земја, знаат да ја упропастат. И таа е една лекција врз украинскиот пример, што и ние треба во наш контекст да ја примениме, да ја имаме на ум, бидејќи многу често се покажувало дека националистите знаат да и наштетат многу на сопствената земја, во сопствената убеденост дека работат на нејзината величина. Трамп не ја поддржува Русија. Трамп игра империјална игра во која се обидува да ја доведе Русија на своја страна во судирот со Кина. Оттаму е привидно дека Трамп ја поддржувал Русија. Ова е ваша неодамнешна констатација. Не се работи за русофилија. Значи, еден лик као Трамп, кој е националист и ултранационалист, тој пред се гледа за она што е добро за Америка, односно за американската владеачка класа, за народот не му е гајле. И сега од таа гледна точка некој што е националист, многу чудно е да се зборува за било каква филија, дали еврофилија или русофилија. Значи, во таа шаховска игра која милува да ја играт глобалните центри на моќ, визијата на Америка е дека, според Трамп, е дека главен соперник им е Кина и дека е добро во спротивставувањето на Кина да ја повлече на своја страна Русија. Значи се работи за тоа. Тоа го викаат обратен Кисинџер. Ете, го спомниме повторно Кисинџер. Во смисла, Америка, Никсон, 73 година, ја посети Кина, комунистичка Кина, за да се сојузи со незе против во тој момент втората велесила Советскиот сојуз. Така што ова воопшто не е нешто ново или чудно за американската геополитика. Гнасна е до коска, али таква е. Какви би биле последиците врз Македонија од економска, политичка, геостратешка гледна точка поради застанувањето на страната на американската резолуција? Значи, Македонија, ние имаме некое убедување, широко убедување во Македонија дека нас ништо не тангира, премногу мали сме и ништо не засега. И не може да е засега. Тоа не е точно. Македонската економија е многу поинтегрирана денес отколку што беше порано и турбуленциите во светската економија ќе не зафатат и нас. Втора работа, она што досега беше непроблематично, а се биде на страната и на Европска Унија и на Америка, одеднаш се повеќе со продлабочувањето на ова јас се покажува дека мора да се избере страна, а ако се избере страна може да се навлече револтот на другата страна. Така што Македонија, мислам типично за нашите владеачки, за нашата владеачка класа,
одбра да биде на страна на посилниот, а во дадениот судир на американската и европската владеачка класа е тоа американската страна и одбира американската страна, но тоа нема баш поволно да се одрази врз Македонија во геостратешките игри, баш бидејќи сме слаба земја. Кои се можните мотиви за овие потези на владата? Колку тоа се прави поради очекување дека со посилната американска поддршка навистина може да се постигнат некакви надворешно политички цели, како на пример Вашингтон да помогне во релаксирање на односите со Бугарија, да речеме? Знаете, многу чудно, мислам во принцип многу лесно може да се прочитат македонските владеачи. Тие секогаш се ориентираат на страната на посилниот. Значи секогаш. Тука не важи било каков морал, било каков принцип. Сакаме да зборуваме дека во текот на народната ослободителна борба ние застававме на страната на правдата против фашизмот што ја згази во тој момент Европа. Ма тоа само во приказките. Во реалноста ние се ориентираме онаму кај што е мокита. Тоа, значи, на таков начин нашата власт реагира. Тоа дека Трамп ќе се смилува и ќе ни помогнел во врска со нашите судири, ние сме премали за неговата генерална слика. И втора работа, тоа е непредвидлив. Во крајна линија може и тоа да се случи, ама непредвидлив е. Може да се случи обратното. Никој не може во однос на Трамп да гарантира ова ќе се случи или она ќе се случи. Тој може да ја смени политиката за еден момент, буквално. И има големи изненадувања веќе во таа насока. Де има тарифи, де нема тарифи. Али тука јас само ќе предупредам дека особено бидејќи го милуваат Трамп во нашите националистички кругови, во целата приказна околу Преспанскиот договор се заборава американскиот притисок за потпишување на тој договор со цел Македонија да стане членка на НАТО под доминација на Соединетите Американски држави. И се заборава кој бил американски председател во тој момент, за подсетување во 2018 година, тоест од 2016 до 2020 година на чело на Америка беше Доналд Трамп. Професор Савевски, дали во Македонија се случува орбанизација во надворешната политика? Може во одредена мера да се смета дека е така. Во принцип тоа е некој европски тренд, каде што радикалната десница и конзервативната десница, која де факто е радикална, како Орбан, бидејќи Орбан не произлегува од некоја радикално десничарска партија, туку од мејнстрим конзервативна партија, као ВМРО-ДПМН. Значи, тие кругови се воодушевуваат од Европа, но од политиката на САД под Доналд Трамп, но забораваат дека фактички неговата одбивност кон Европа може да значи страдање на народите на Европа, така што малку во математиката радикалната десница во Европа ја има сгрешено математиката. Во домашната јавност како да се креира некакво осветништво кон Европа од аспект што со промената на власт се води една политика дека Европската унија има непринципиелни барања политики ко Македонија. Дали и ова во тој контекст? Да речеме, да, и може да се свати како до некаде да се разбере таа опиеност од Трамп поради фрустрацијата каква е европската политика, и европската политика е доста непринципиална. Фактички и сите тие приказки за европски вредности, исто како приказките за американските вредности, не држат. Например, војната, геноцидот во Газа е одличен лакмусов тест за искреноста во однос на политиката кон Украина на европските држави. Бидејќи не можете
да тврдите дека сте против агресија во еден случај, а во другиот случај, каде што Израел ја нападна Палестина, ја нападна Либан, ја нападна Сирија, 3 земји изврши агресија и тука европските принципиелни политичари едноставно тоа го игнорираат, додека пак сметаат дека е многу страшно што Русија ја нападна Украина. Или ќе бидете против секоја агресија и ќе застаете со иста сила со која му се спротивставувате на Русија против Израел, или тоа веќе секој ќе го види како дволичност и нормално ќе биде фрустриран и незадоволен поради таквата политика. Така што ние имаме исто така доволно причини да бидеме незадоволни од европската политика и Европската унија треба добро да размисли околу својата непринципиелност, бидејќи пропагандата почнува да се ниша и е на климави нозе. Не ви се чини дека постојано вината ја бараме некаде надвор, а не погледнувајќи внатре? Вината може да биде и надвор и внатре, значи и тоа че во дадениот случај си е точно. Значи има вина Европска унија, мислам Европска унија си ги третира земјите од Источна Европа де факто како неоколонии и например некогаш се вознемируваат тие владетели ако некој подигне глас. Но исто така кажавте една многу важна работа што е рак рана кај нас во Македонија општо. Значи луѓето се стремат да ги барат виновниците за соседите проблеми кај другите, а да не гледаат самите како можат да придонесат за подобрување на ситуациите. Така што тука да, треба малку повеќе да се свртиме, не да гледаме какви се другите, туку и да видиме какви сме и самите ние. Дали национал-патриотизмот го користиме како немок да се справиме и да ги решаваме крупните прашања дома? Национализмот е, да, квази решение за вистинските проблеми и за жал во Македонија во моментот имаме високо ниво на национализам кој е маскиран као патриотизам и во принцип треба да се прави разлика помеѓу национализмот и патриотизмот, бидејќи патриотизмот, групата на припаѓање на еден патриот е сите жители во една земја. Групата на припаѓање на националистот е неговата етничка група. И сега, ако некој е патриот, тогаш албанците во Македонија му се земјаци и му се дел од неговата етничка група, така што многу ефтино е некој националист да кажува за себе дека е патриот, а при тоа да мрази собствени земјаци. Така што мора малку да се посветиме на таа борба против национализмот која почнува меѓу другото од преку разобличување на националистите со нивното лажење дека се патриоти. Карл Маркс во една ситуација напиша: "Нашата задача е безобзирна критика на се постоечко, без страф од судир со владеачките сили." Колку интелектуалците имаат доблест и храброст тоа да го направат? Дали се тие притаени во клиентелизмот? Одлично што го цитиравте Маркс и доста добро користи сето ова. Кај нас интелектуалците се однесуваат као политичари. Тоа значи дека бараат, го кажуваат она што знаат дека најдобро ќе биде слушно, ќе им обезбеди најголема поддршка помеѓу граѓаните. Но да се биде интелектуалец значи некогаш да се кажуваат и работи кои не се сакаат да се слушнат. Тоа е да бидеш интелектуалец, бидејќи не треба да се трча по популарност као политичарите, туку треба да се кажуваат, да се вистината да биде во фокус и да се има храброст да се каже вистината, дури која е таа непријатна. Кога се кажуваат непријатни вистини, никој не сака да ги слушне и може да се создаде отпор кон интелектуалецот, но затоа тука е таа интелектуална храброст која за жал во Македонија ни недостига. Веројатно интелектуалците или дел од научната фела свесно молчи, премолчува,
за да не се замери или да не биде ставена во еден, во друг или во трет кош. Точно, значи никој судир со центри на моќ никогаш не е сјајна работа. Може да настрадите, но има нешто што се вика интелектуален и морален интегритет на човек кој сака да биде сметан како интелектуалец. Не може интелектуалецот да молче пред моќта. Мора да ја каже вистината на моќта, као што гласи насловот на една книга од една американска активистка Анджела Дейвис. Професор доктор Здравко Савевски од Институтот за општествени и хуманистички науки. На крајот, малце економија, минималната плата расте еднаш годишно, просечната постојано тука се прави голема разлика, смета екс-министерот за финансии Никола Поповски. Како да се намали социоекономскиот јас? Значи, во еден момент минималната плата во 2022 година стигна до 60% од просечната плата и веднаш потоа почна да тоне. И сега точно не знам, ама е отприлика 52% од просечната плата. Значи, мора да се врати на ниво на 60% од просечната плата, патем има европска политика која стапи на сила во ноември минатата година, каде што се кажува дека земјите членки, ние сакаме да се интегрираме таму, треба да извојува висината на минималната плата треба да биде 60% од минимум 60% од просечната. Така што ние треба да работиме во однос на тоа. И сега тоа што кај нас просечната плата фактички расте бидејќи голем број капиталисти земаат енормни плати, па поради нивните износи расти просечната плата, тоа е друго прашање и тоа е важно прашање и треба Заводот за статистика во крајна линија да пресметува и објавува средна плата, а ние не ја знаеме средната плата и притоа имаме цело население кај што мисли дека просечната плата е средна плата, тоест дека средна плата е точката кај што земаат 50% под, 50% над. Просечна плата е ги сумирате сите плати и ги делите на бројот на приматели на плати. Така што различно е просечна и средна плата, а кај нас просечна плата земаат над просечната плата земаат само околу 15 до 20% од примателите на плата, вклучително и газдите, додека сите останати 80% се под тоа ниво. Професор Савевски, сиромашни сме или сме неработници? Некој ќе рече да, се согласувам, треба да се зголемат платите, меѓутоа согласно продуктивноста на работникот. Треба да се зголемат платите согласно профитот на газдите. Газдите кај нас земаат енормни плати. УЈП едно време објавуваше списоци на податоци за највисоките плати во Македонија со шокантни бројки кои едноставно се незамисливи за нормален човек во Македонија. И сега во таква ситуација, или например пред некоја година имаше податок дека еден газда на текстилна фабрика зема колку повеќе плата од колку 550 негови работници. Такви енормни класни разлики во Македонија се недозволиви и никогаш таа приказка за продуктивноста на трудот не може да помине ако при тоа газдата на фирмата за себе си одделува огромен дел од колачот. Сиромашнија имаме вишок на станови. Околу 30 и 40 илјади станови купени, а седат празни. Расте, например, цената на квадратурата на становите, а сите велиме нема пари. Гледайте, тоа дека ние сме сиромашни, тоа е една, да речеме, малку привид, треба да се каже, бидејќи навистина кај нас имаме луѓе кои се навистина сиромашни и едва и врзуваат крај со крај. Но тоа не е мнозинството од населението, вклучително и добар дел од работничката класа. Јас ке потсетам дека Македонија пред 15 години, едно 20 до 25 години од независноста, ние мачевме со огромна невработеност.
Сега тоа не е така. Сега имаме недостиг од работна сила. Сега имаме спротивен проблем. Така што да речеме, она ветување на капитализмот дека ќе донел благосостојба, му требаше на капитализмот во Македонија едно 25 години да испорача. Значи, од 90-та година беа тие приказни, ние до некаде 2015 година мачевне да имаме некој пристоен живот. Но она што треба да бидат свесни нашите граѓани е дека оваа поволност која е во овој момент не може долго да трае. Ние ја добивме поради огромниот одлив на работна сила, поради кој се реши проблемот со невработеоста и поради кој газдите мораат да извојуваат повеќе пари за плата бидејќи ќе му избегат работниците. Но и ова можеби да по некоја година се смета за време кога Господ одеше по земја. Но го има незадоволството и јас го разбирам тоа незадоволство. Значи, видете во капитализмот колку катастрофален систем е. Дури во неговото најдобро светло создава незадоволство кај луѓето. Значи, бидејќи капитализам може да значи невработеност, сиромаштија, глад. Тоа го немаме. Ние го имаме во овој момент најдоброто од капитализмот. Полна вработеност, ниска инфлација, но не се луѓето задоволни. И сега, ако некој систем не може да испорача на своето најдобро квалитет, задоволство кај луѓето, тоа што кажува колку тој систем е катастрофа. Благодарам за гостувањето во Тренинг. Ми беше задоволство. Здравко Савевски, професор, доктор од Институтот за општествени и хуманистички науки, а еве што ќе гледате во продолжение на ово издание на ТВ магазинот Тренинг. Се обидуваат и во моментот да направат упади во синдикалното движење, нешто што е недозволиво. Политичка партија да излегува да го напаѓа најголемиот синдикат во Македонија, нешто што е недозволиво. Кој го прави упадот во синдикатот? Со политичка наредба, и тоа се пресликува на локално ниво. $83,000 луѓе се уште немаат земена плата за месец јануари. Лани, во истиот период, не беа исплатени јануарски плати за околу 25,000 работници, односно околу 3,5 пати помалку. Компаниите се неликвидни и не можат да исплатат плати, оцени денуве Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи. Од друга страна, синдикатот бара зголемување на платите, односно минималецот да изнесува €500. Добре ден за Слободан Трендафилов. Господин Трендафилов, Мицковски вели владата во буџетот нема пари за зголемување на минималната плата. Односно, државата не е подготвена да ги субвенционира придонесите за работниците, само ако се договорат синдикатот и работодавачите. Дали е на сцена можен протест? Пред се благодарам за поканата. Сојуз на синдикати на Македонија токму поради тие причини достави предлог во кој има неколку чекори за да се зголеми минималната плата и таа иста да достигне 30.000 денари, онолку колку што сметаме дека е потребно за намирување на најноосновните прехранбени производи или покривање на 50% од синдикалната минимална кошница или две минимални плати да ја покријат синдикалната минимална кошница. Тоа што го велат и од владата и од работодавачите, побаравме да не го прават еднострано. Меѓутоа, гледаме дека тие еднострано сами за себе одлучуваат и веројатно, голема е веројатноста, работниците да бидат оставени самите да одлучат за следните чекори. Се разбира дека имаме механизми, покрај другите се токму и тие, протестите и штрајковите. Меѓутоа, пред неполна недела на пресконференција упативме и апел и замоливме како релевантен социјален партнер да седнеме на заедничка маса, да ги слушнат нашите аргументи и потоа да ни судат. Тие веќе ни пресудија пред да не видат. Загрижува тоа што работодавачите ги менуваат ставовите како политиката ја менува својата цел, односно сега кога и политичката партија и владата не нападна како Сојуз на синдикати на Македонија, и тоа нападот е само поради тоа што бараме корка леп или зголемување на минималната плата, а следствено на тоа и на сите останати плати. Нема друга причина.
работодавачите кои претходно изјавуваа дека бараат субвенционирање или ослободување од плаќањето на придонесите, кои упатуваа пораки до ССМ дека на таков начин треба да се зголемат и сите останати плати, денеска како да се лепат на владата, односно велат владата го напаѓа ССМ, сега е моментот и ние да го нападнеме ССМ, па да не добијат работниците ништо, меѓутоа забораваат дека 70.000 членови на Сојузот на синдикатите на Македонија и 600.000 работници очекуваат од нив да испорачаат зголемување на платите и не ги интересираат политиканските игри и изговорите на газдите, така ќе кажам газдите, заради тоа што работодавачите веќе од почетокот на годината заедно со ССМ ги зголемија платите. Зошто синдикатот и работниците станаа маша за подкосурување? Власта се обидува да ве дискредитира и делегитимира. Опозицијата СДСМ се обидува да се налепи на маката на работниците. Што е следниот чекор? Ќе имате уште малку трпение или, бидејќи сосема е известно дека нема да ја постигнете целта, а тоа е да дојдете до минимална плата од 30.000 денари? Работниците покажаа дека имаат трпение за сите овие лудории кои ги прават политичарите, политичките партии, меѓутоа и газдите. Во 2022 година, ќе ги потсетам сите, Сојузот на синдикатите на Македонија на 12.12.2021 година на мраз излезе на улица и протестираше за барање за зголемување на минималната плата од 15.000 на 18.000 денари. Во февруари пред Стопанската комора, пред одржување на седницата на Економско-социјалниот совет, донесовме условен одлука за генерален штрајк во државата, доколку не биде прифатено барањето за минималната плата. Пратениците на ВМРО-ДПМН во тој период како опозиција ги предлагаа амандманите на Сојузот на синдикатите на Македонија, а владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, го напаѓаше Сојузот на синдикатите на Македонија дека е маша на опозицијата и дека одработува за политички поени на опозицијата, меѓутоа одработувавме само за работниците и за парче леп. Денеска сме, после 3 години, исправени пред истиот предизвик, заради тоа што и владата, меѓутоа и работодавачите се однесуваат индиферентно кон работниците. Веројатно милуваат едни со други да имаат добра соработка и добри односи наспроти работниците. И веројатно ќе бидеме исправени пред истиот предизвик. За жал, тогашната влада, сегашна опозиција дава поддршка како сегашната влада, тогашна опозиција која даваше поддршка на Сојузот на синдикати на Македонија. И тоа што го гледаме е дежаву, но тоа што е добро е тоа што конечно Сојузот на синдикатите на Македонија се издигна како надпартиска организација која не ја интересира кој е на власт, кој од која политичка опција доаѓа, имајќи во предвид дека во ССМ токму има работници од сите политички провениенции, како и има работници кои не се на ниту една политичка партија членови, но тоа што не обединува е потребата од зголемување на плати, овозможување на пристоен живот за нашите семејства и овозможување на некои неопходни работи кои треба секој да може да се ги дозволи, како заминување на годишен одмор, да не се плашиме во супермаркет да влеземе и слично. И затоа мислам дека политичката гола битка е на политичарите и ја оставаме таму, немаме намера да се пресметуваме со нив, но работничката борба за зголемување на работничките плати и чиста работничка борба и секој кој се обидува да ја исполитизира, ќе најде отпор. Но тоа што е добро е тоа што беше добро и во 2022 година, кога некој во парламентот мораше да предложи амандман на ССМ, добро и сега некој да предложи. Јас ги повикувам пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН да го направат истото, да се погрижат за работниците онака сложно како што се погрижија за нивните патни трошоци, кои патем се енормни. И како што сложно, имаме една македонска народна поговорка, вели сложни попови во петок мрсат, како што се сложни за себе, да можат да уживаат придобивки, кои патем ги плаќам јас, вие и сите кои не гледаат денеска од токму од нашите плати, да изгласаат зголемување на работничките плати. Тоа што го велевме ние, владата да субвенционира, владата вели нема да субвенционира, тогаш владата нека ги ослободи од плаќање на придонеси работодавачите на кои уште им подаваме рака, или на крајот и подаваме рака денеска, ве кажувам пред вас и пред сите работници, и подаваме рака на владата таа да заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија одлучи да се зголеми минималната плата онолку што бараат работниците, а на тоа работодавачите да си ги плаќаат придонесите за задолжително социјално осигурување на таков начин да се пополни дупката во фондот за пенсијско инвалидско осигурување и државата по 50 евро од вработен во Македонија да добие дополнителни приходи, имајќи во предвид дека 600.000 работници се согласно управата за јавни приходи, и на таков начин мислам дека ќе победиме сите. Што доколку и овој ваш предлог најнов не биде прифатен? Како ќе се обезбеди
достоинството на обичниот граѓанин. Предлогот не е најнов. Предлогот од пред неколку дена кој беше во неколку фази. Првата фаза беше зголемување на минималната плата согласно законската методологија 50% од порастот на трошоците за живот и 50% од порастот и тоа е на неприфатливо просечната решение. плата што го извојувавме со протести и со штрајкови во 2022 година. Ако на таков начин се усогласи платата, би дошла некаде по 24.400. Прашувам некој во Македонија дали смета дека тоа е доволно. Јас лично, како Слободан Трендафилов, сметам дека не е. Сојузот на синдикатите на Македонија смета дека не е. 600.000 работници сметаат дека не е, имајќи во предвид дека коментарите на сите и можноста која вие медиумите им ја давате се токму дека е потребно 30.000 денари за еден работник да има минимална плата на која ќе се плаќаат придонеси, на која ќе се плаќаат додатоци на плата преку време на работа, минат труд и така натака. Вториот чекор беше зголемувањето на оваа плата да биде субвенционирано како дел на придонесите од 24.400 до 30.000 денари, зашто еве владата најави дека нема предвидено средства во буџетот. Третиот чекор беше владата да ги ослободи работодавачите на кои уште еднаш нагласувам. Денеска им подаваме рака, утре ќе биде доцна, да ги ослободи од плаќање на придонесите за тие да можат да ги зголемат сите плати за 6.000 денари, од 24.400 на 30, од 25.000 на 31, од 30.000 на 36.000, од 40.000 на 46.000 и така натака, но за тие 6.000 денари работодавачите да бидат ослободени во период од 12 месеци да плаќаат придонеси, но што е клучно, ние со тие плати нема да одиме во банки да штедиме и да заработуваме од камат. Што доколку на сите овие предлози, сугестии од ваша страна, ниту владата, ниту државата горам, ниту работодавачите не ви излезат во пресрет? 600.000 работници ќе ги извадите на улица? Дали тоа е решението? Секој еден работник, доколку смета дека му е потребно зголемување на платата, да дојде во Сојузот на синдикатите на Македонија за заедно да се избориме. Доколку нема слух, и уште еднаш ќе нагласам, доколку кога молиме, тие одлучуваат еднострано против нас, ќе мораме да одлучиме и ние против нив. Излегувањето на улица покажавме дека е најмалиот проблем и тоа можеме да го направиме и утре. Сојузот на синдикатите на Македонија минатата година, кога оваа влада не беше влада, излезе на протести на 2 април и на 7 април и на 1 мај. Може би оваа година може да се случи нешто слично, имајќи во предвид дека тие се безобразни кон нас. Ние ќе бидеме, рековме, 2 пати побезобразни. Јас се надевам дека владата знае дека навистина е потребно подобрување на животниот стандард и тоа што охрабрува е тоа што претседателот на владата го зборува истото што го зборувам јас, дека е потребно. Меѓутоа не се подготвени на одредени отстапки поради тоа што немале предвидено средства во буџетот. Меѓутоа има начин како без средства во буџетот да добијат дополнителни средства во буџетот. На работодавачите им подававме рака, дури и нивен беше предлогот 31.500 со замрзнување на придонесите. Затоа подававме рака и за нив, дури се откажавме од придонесите во период од 12 месеци за да биеме фер како работници. Не знам што можеме повеќе од тоа да направиме, освен да излеземе на улица. Господин Трендафилов, на крајот се очекува веројатно идната недела, кон крајот на идната недела да се состане економско-социјалниот совет. Се очекува да се престават да се формираат репрезентативните тимови од едната и од другата страна. Може да бидете ставени сосема во насока да ве делегитимираат како официјален представник на синдикатите? Во диалогот, бидејќи на некој начин ве критикува дека сте продолжена рака на СДСМ. Ќе искористам можноста пред вас да кажам, и за последен пат ќе го кажам тоа, не сме ничија продолжена рака немалку на СДСМ или на било која друга политичка партија, вклучително и ВМРО-ДПМН. На сите треба да им биде јасно. Продолжена рака сме на 70.000 членови и на 600.000 работници. Ако на некој не му се допаѓа тоа, може да прави што сака. Меѓутоа, тоа што е клучно е дека Сојузот на синдикатите на Македонија ги застапувал и ги бранел работниците и во минатата влада и во сегашната влада и не планираме да отстапиме од тоа заради политички игри. Меѓутоа, се обидуваат и во моментот да направат упади во синдикалното движење, нешто што е недозволиво. Политичка партија да излегува да го напаѓа најголемиот синдикат во Македонија, нешто што е недозволиво. Кој го прави упадот во синдикат? Со политичка наредба, и тоа се пресликува на локално ниво. Уште повеќе што нас не загрижува, веројатно нив треба повеќе да ги загрижува што на локално ниво имат избори за 5 месеци.
Не знам соочувате како очекуваат, се соочувате со притисоци? Да, во секој кого? случај. Од Од кого? политичките играчи кои се во моментот на политичката сцена со цел да помогнат на друг синдикат кој е против зголемување на платите, кој сака да го укине општиот колективен договор и кој ветува на владата дека ќе прифати се што ќе каже таа. Меѓутоа, да не заборавиме, работниците се далеку погласни отколку пред 10, 15 или 20 години. Работниците знаат дека имаат избор и работниците го поддржуваат Сојуз на синдикати на Македонија. Не ми треба поддршка од ниту една влада. Тоа што е добро е што во моментот, како порано не е. Зошто? Порано Сојузот на синдикатите на Македонија и некои претходни лидери на Сојузот на синдикатите пред 2017 година беа кажувани дека се приврзоци на власта. Власта сега си има еден приврзок таков у друг синдикат кој се обидува да го легитимира, не знам како, на штета на работниците. И тоа што е битно е што сите влади од 2017 година навака и велат дека Сојузот на синдикатите на Македонија не е со владата, туку работи во интерес на работниците, а се разбира тоа што не охрабрува нас што конечно наместо ние како синдикат да се лепиме на политичарите и на политичките партии, конечно политичките партии и политичарите гледаат лидер во борбата за работнички права и гледаат луѓе кои безкомпромисно ќе се борат за зголемување на платите. Да, имаат политички поени, меѓутоа ние не можеме да го спречиме тоа, исто како што не можеме да го спречиме тоа другите да изгубат политички поени. Беше случај минатата година, една влада падна. Веројатно оваа влада треба да има поуки од претходните случувања. Јас се надевам дека се разумни луѓе и дека ќе не повикаат да седнеме. Замислете, работниците ги молат да седнат, тие одбиваат, надевајќи се дека со нив ќе седне некој полтрон кој потоа ќе им прифати намалување на платите или не зголемување на минималната плата или укинување на колективните договори, а се на штета на работниците. Таков синдикат Сојузот на синдикатите не е. Благодарам за гостувањето и разговорот. Ви благодарам. Слободан Трендафилов, претседател на Сојузот на синдикати на Македонија. Решението во Украина, стигнувањето до мир, до мировни преговори, до било какво сопирање на борбени действија, размени на територии, враќање на територии и така натаму не е возможно без учество на САД. Неделова говор на Доналд Трамп во Американскиот конгрес. Прв по изборот. Само една недела откако Зеленски е избркан од Белата куќа. Нова мелодрама во релациите Вашингтон-Киев. Укината е војната помош за Украина, пошто Зеленски со порака дека ги прифаќа мировните преговори со Русија. Внимавајте, под патронство на американскиот претседател. Го ценам ова писмо од Зеленски, изјави Трамп во Конгресот. Во овој тесен, временски и динамичен пресврт се јави и фон дер Лајен со адхок изјава. Креиран воен безбедносен буџет за Унијата од 800 милиарди евра. За само 24 часови светот е соочен со постапки што се уште не креираат мирољубива разврска за траен и одржлив мир во Украина. Дали е возможно запирање на Путиновата доктрина за обнова на Руската империја? Добро е за Александар Нацев, професор, безбедносен експерт. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме интересна дискусија. Професоре, Америка ја замрзна Бајденовата воена помош за Зеленски, пошто следуваше и замрзнување на 20 милиарди евра помош од европартнерите. Ако сме влезени во фаза на запирање на војните закани, што значи формирање на воен и безбедносен буџет на Европската унија од над 800 милиарди евра? Дали Европската унија всушност е на воен штрек? Добро е да ги погледнеме ситуациите нели од двете страни на Атлантикот. Во твојата најава ти многу убаво го издиференцира тој дел што се случува во САД. Долгиот, мислам дека досега најдолг прв говор на претседател на САД, повеќе од 2 часа и нешто, мислам дека беше говорот на Трамп, беше многу индикативен по неколку точки. Ајде ние да се задржиме на оние точки кои што ја тангираат војната во Украина, повлекувањето на американската помош и така натаму. Значи, делови од тој говор не треба да ни изненадуваат, зошто бидејќи голем дел од тие работи Трамп веќе ги најавуваше и во предкампањата и во кампањата и ги посочуваше како едни од приоритетите на американската надворешна политика. Сега она што го гледаме на дело е конкретно замрзнувањето
така речено замрзнување на американската помош, не само на секоја дополнителна помош, туку видите многу индикативно е што беа замрзнати и сите оние средства, техничка, воена опрема кои што веќе беа на пат кон Украина, но и оние кои што беа веќе пренесени во Полска, кои што требаше нели само да завршат во Украина во најкраток можен рок. Значи сето тоа наеднаш прекинува. Уште поиндикативен момент е што сега е замрзната и помошта во однос на разузнавачки информации. Што значи тоа? Разузнавачките информации кои што САД ги отстапуваше на Украина и на останатите европски партнери, најде пред се на Украина, бидејќи нели таму е тежиштето на воените действија, и од стратешки и од тактички аспект значат многу. Зошто? Затоа што веќе украинската војска не може да ги добива тие информации така речено од терен. Не може да ги следи движењата на руските трупи, не може да ги следи напредокот на офанзивата. Секако под разузнавачки информации се подразбираат и оние разузнавачки податоци добиени со употреба на технички средства со прислушување и така натаму. Што во оваа ситуација е еден голем хендикеп. Дали Европската унија, тоест европските сојузници, да не ја гледаме Европската унија како целина, туку европските сојузници, дали ќе може да го надополнат тој вакуум е многу сериозно прашање. Дали овој воен хендикеп со кој сега се соочува Украина всушност кажува дека тие сега се на многу полесна мета за руската војска? Па добро, сега ако ја симплифицираме ситуацијата, после се ова што се случи последниве 7-8 дена, можеме да кажеме, ајде по дипломатика се изразиме дека украинската страна е во многу полош состојба сега отколку што беше пред 8 дена, без да навлегуваме конкретно во борбени действија, во операции и така натаму. Но она што исто така мораме и стратешко политички да го погледнеме е и нормално да се согласиме, да не се согласиме, но мора да се истакне е дека решението во Украина, стигнувањето до мир, до мировни преговори, до било какво сопирање на борбени действија, размени на територии, враќање на територии и така натаму не е возможно без учество на САД. Теоријата која што се турка дека Европа ќе го пополни вакуумот од САД и дека сето она што САД го донирал, нели сега се оперира со различни бројки, 500 милиарди долари, 200, 250, 300 милиарди долари, не можеме да го занемариме влијанието и помошта која што САД ја давал кон Украина. И затоа велам дека не е возможно да се постигне било какво решение без учество, медиација, притисок, како да го наречеме, помош дипломатска од САД. Па предпоставам дека самиот факт што Зеленски прифаќа да седне на мировни преговори, веројатно сваќа дека е свесен дека без сугестија, без интервенција, без медиаторство на Трамп, тешко дека ќе се дојде до некаков пристоен договор во кој Киев би бил релативно задоволен. Апсолутно, апсолутно. Тоа го видовме и во рамки на Обединетите нации. Еви тоа е уште еден индикатор кога нели резолуцијата која што поднесе САД, во која што да не заборавиме кој спонзори сме ние како држава, но индикативно е што веќе имаме едно членките на Европска унија, Унгарија, која што значи дека Европскиот фронт и европската идеја за разрешување или нели со предлагање на таа резолуција во Украина не наидува на недвосмислено прифаќање од сите земји членки на Европската унија. И само тоа што вие кажувате дека Зеленски веќе свати дека мора малку да ја смири топката, еве да кажеме метафорички, и да се врати на преговарачката маса, кажува дека и тој самиот го има увидено тоа, дека без медиација на САД овде не може да се зборува за траен мир, туку како што рековте, за привремен мир, за некои почетни преговарачки постапки. Сега тука малку е дополнително комплицирано што договорот за минерали веќе е во втора ревизија. Првата не беше прифатена, сега се зборува дека има ревидиран договор, втора верзија која што беше представена од подпредседател J.D. Венс и од министерот за надворешни работи, условно кажано на САД, кои што веќе по дипломатски канали пробуваат да излобираат тој договор да биде прифатен. Секако се уште постојат тие несогласувања околу процентите, време траењето, што тоа значи за Украина, дали економската инвестираност на САД во Украина во суштина би гарантирало безбедноста на Украина, се
тоа треба да видиме како ќе се испегла. Тој договор, првата верзија, јас ја видов, ја прочитав, беа само неколку 11 членови. Значи не зборуваме за некои договори кои што нели предвидуваат, не знам колку со 30-40 членови, едноставни 10-11 членови во кои што сад точно навидуваат што им е од интерес во Украина и како тој траен мир во Украина би се постигнал со присуството на САД таму во економска смисла. Джефри Сакс, американски професор и советник на неколку влади и европски лидери, пред 3 години, тогаш младиот монетарист Джефри Сакс беше и дел од тимот на Анте Марковиќ и неговата голема реформа и приватизацијата во екс-Југославија, кога рече дека и одмолча 3 години од агресијата на Русија и сега држи лекции дека во Европа се појави русофобија, пардон. Го гледав неговиот настап. Не може да се занемари дека имаше многу валидни поенти во тој настап. Сепак тој, како да кажам, држеше некоја умерена линија со одредени излигувања, нели, од дипломатската етикета, кажа некои работи кои што пред 2-3 години сигурно не би ги кажал така на јавна сцена, но ние веќе гледаме еден голем шифт, голема промена во американската надворешна политика. Таа промена недвосмислено ќе донесе и одредено влијание во европската надворешна и безбедносна политика. Оно што го споменавте за тие 800 милиарди евра. Европа за прв пат е исправена пред толку сериозен предизвик да е во ситуација кога има сериозен додуша втор пат, првиот пат беше првиот пат кога беше Доналд Трамп председател, ако се сеќавате на оние изјави на Макрон дека НАТО е brain dead, нели, дека НАТО е веќе скоро мртво, по виците на тогашниот председател и сегашниот Трамп, Европа да ги даде парите што ги должи во НАТО, нели, со оние 2% од издвојување за одбранбениот буџет. Сега е многу поостра реториките кои што ни доаѓа од САД. Сега играчите околу Доналд Трамп, неговата прва постава е многу, ајде да речем, некако многу поддрска, многу по нерезервирана во барањето, кој што всушност првиот таков впечаток се беше на Михенската безбедносна конференција. Се сеќавате на говорот на подпредседателот J.D. Венс, кога имаше многу голем одек, нели, во европската политичка јавност. Ова цврсто газење на американската дипломатија, мислам дека нема да застане тука, дека тој договор за минерали ќе биде подпишан. Впрочем, и не треба да ни изненадува силината со која што САД оди кон постигнување на подпишување на тој договор. Да не забораваме дека 2007 година Кина успеа да го направи истото во Конго. Кога се вложени $3 милиарди, тогаш беше договорот беше инфраструктурна помош, да се изградат патишта, железници, мостови и така натаму, а за таа цел да се црпат природните богатства кои што Конго ги има. Ако не се лажам, мислам дека за кобалт и за бакар се работеше за природни резерви. Кога Кина со вложени 3 милиарди успеа да подпише договор со кој што се гарантира дека 93 милиарди нели, минерали во вредност од 93 милиарди ќе бидат изнесени од Конго. Потоа нели имаше ревидирање, бидејќи страна, афричкава страна не се согласуваше, но мислам дека истиот епилог не чека кон Украина. Господин Нацев, дали е на сцена нов светски поредок САД, Русија, Кина со исклучена Европа? Добро, Европската унија сепак нели е цивилизацијско достигнување кон кое што сите модерни демократии во Европа сакаат да станат дел. Ние како држава, нели, една од нашите 3 компоненти на надворешната политика е придржување кон заеднички надворешна политика на ЕУ. Така да мислам дека Европа не може да се занемри во толкова мера да нема никаков глас во тој светски поредок. Но мислам дека потребно е можеби мало реосмислување на политиките и зацврстување на Европската унија како важен играч. Ајде да видим, да речеме, играч кој што може да се осамостои до толку да донесува самостојни одлуки. Нели, секогаш и со членството во НАТО, голем дел од европските земји нели се исто и членки на НАТО, секогаш тука имало, да речеме, не дуализам, туку меѓусебно потпомагање помеѓу институциите. Дали тоа значи дека ќе биде неопходно ново геополитичко прегрупирање или веќе е на сцена? Па веќе е на сцена, бидејќи видите, да не забораваме дека Европа за прв пат донесе еден стратешки документ кој што требаше да се однесува на полето на одбраната, безбедност и надворешната политика. Стратешкиот компас, така наречен стратешки компас, кој што беше донесен на ниво на Европската унија, е еден сигнал
со кој што Европската унија за прв пат инвестира значително многу повеќе средства во одбраната и безбедноста, за екнување на воената инфраструктура, дури формирање на единици за брзо распоредување и посебни механизми и инструменти за помош во завојувани зони за земји партнери кои се на Европската унија. Така да факт е дека Европската унија работи на тоа свое самостојување на безбедносниот и одбранбениот механизам кој што го има во нив. Но од друга страна голем дел од сите тие членки, голем дел од тие буџети кои што поединечно европските држави ги трошат за одбраната, сепак тие истите буџети, истите тие опремувања, истата модернизација, се средствата кои што се потребни 2,2%, со кое што потоа учествуваат во воено-политичкиот сојуз, односно во НАТО. Така да не може, знаете, драстично да се направи дистинкција. Дали постои опасност македонското коспонзорство на американската резолуција негативно да се рефлектира околу македонските евроинтеграции? Не верувам, бидејќи голем дел од европските држави, како што поминува времево и како што забележува дека позицијата на САД ќе остане цврста и непроменета, а мој впечаток дека ќе остане цврста и непроменета во однос на Украина, дека поголем дел од европските држави ќе се приклонат, бидејќи во Европа веќе има одреден замор од она што се случува во Украина. Веќе имате, сведоци сме дека имавме во неколку европски градови протести за огромната помош во финансии кои што се издвојува за Украина, во ситуации кога социјалната состојба во одредени држави не е така добра. Имавме отворени негодувања од голем број на европски политичари, дури во Европски парламент, кои што доаѓаат од различни политички опции. Очекувам дека сепак САД мора да биде вклучен во пронаоѓањето на тоа магично решение. За сега не изгледа магично, меѓутоа кога сето ќе се стави на хартија, мора да се дојде до прифатливо, взаимно прифатливо. Нема да биде веројатно вин-вин ситуација, сите да бидат задоволни, но такви се мировните преговори. Некој секогаш мора да изгуби за некој да добие. Благодарам за разговорот. Благодарам уште еднаш на поканата. Александар Нацев, универзитетски професор, безбедносен експерт. Гледавте Трилинг, довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk.